Христијан Мицкоски официјално го доби третиот мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Без некоја неизвестност, бидејќи немаше против кандидати, Конгресот на ВМРО-ДПМН, кој брои над 800 членови, речиси едногласно му ја даде поддршката за нов 4-годишен мандат. Како што самиот најавија и како што предвидува партискиот статут, ова ќе биде негов последен мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Вечерва пред вас, пред народот и пред историјата, го давам мојот завет. Ке го водам ВМРО-ДПМН со чест. Ке ја водам Македонија со одговорност. И нема да дозволам ниту еден ден да биде потрошен залудно. Ова е мој последен мандат како председател на партијата, но ова е мојот најсилен мандат како слуга на државата. Ке работам без одмор, ке барам одговорност без компромис и ке стојам исправен без страв. Во отсуство на некоја изборна неизвестност, ВМРО-ДПМН на овој конгрес фокусот го стави на изработка на еден нов документ, стратегија, водилка по која што партијата ќе се движи во наредните 5 години. Го нарекоа ново поглавје, стратегија 2030, која што практично ги поставува оние линии по кои што треба да се движи и ВМРО-ДПМН, но и Македонија. Фокусот е ставен на зачувување на јазикот, зачувување на идентитетот и достоинството, ЕУ интеграции, забрзан економски развој со фокус на дигитализацијата, интензивна борба против корупцијата и напредок на сите полиња за, како што рече Мицкоски, да се всади еден нов менталитет кај македонците дека Македонија може и дека Македонија знае како. Следат 10 принципи кои дефинираат парадигмата на модерното државно водство. 1. Достоинство пред се, политиката ја почитува вредноста на човекот и државата. 2. Правдата е единствениот легитимен авторитет. Без неа нема држава. 3. Знаењето е највисока форма на капитал. Образованието е темел на иднината. 4. Државата мора да биде силна, но не и доминантна. Силна во заштита, умерена во контрола. 5. Нацијата е заедница на заедничката судбина. Не етнички список, туку историска целина. 6. Пазарната економија создава можности, но мора да биде праведна. Слободата бара одговорност. 7. Институциите се јадрото на демократијата. Политиката доаѓа и си оди, а државата останува. 8. Европската ориентација е цивилизацијска определба, не тактика, туку вредност. 9. Технологијата и одржливоста се новиот облик на развој. Зелената трансформација е пат, не опција. И 10. Општеството се гради со доверба. Без неа нема стабилност, единство и напредок. Овој конгрес се очекува да има прилично значајно влијание на политичките текови во Македонија, имајќи предвид дека по конгресот Мицкоски најавува дека ќе изврши покрупни кадровски промени и освежувања внатре во партијата, кои што ќе почнат од самиот врв, најави нов извршен комитет, веројатно ќе има промени и во подпредседателските позиции, не се исклучува можноста партијата да има и нов генерален секретар, а секако како што од претходно беше најавено некаде на стартот на пролета, би можело да се очекува и некоја покрупна реконструкција и освежување и внатре во владините редови. Од Кавадарци за Сител, Марко Најдановски и Александар Спасовски.